Just say it. Cry out. Mercy. Mercy, God. Mercy. Just say it. Почитувани, добар ден. Јас сум Тони Апостоловски од Битола и наредниве 30 минутки нека другарува со нас само вистината. Се, она што понатаму ќе слушните во ова видео е базирано врз основа на изјави на експерти, виролози, микробиолози, генетичари и така натака, кои се моментално најголемите умови на планетава, секој поединечно во својата област. Нашите доктори, македонските доктори, мудро молчат и го држат населението во информативна чаура, притога заборавајќи дека желбата за опстанок е поголема од се што постои на светот. Така да, јас барем, се трудам да добијам што повеќе информации поврзани со моето здравје, мојата околина, мојот живот. Денес нема да говорам за вирусот и за пандемијата, затоа што сметам дека сите знаеме многу повеќе од оние што треба тоа да го знаат, но затоа сакам да кажам нешто, односно да пренесам нешто што светските доктори го говорат не по мејнстрим медиумите, туку по алтернативните медиуми. Од тука ги поздравувам нашите национални македонски медиуми со следнава порака. Ќе ви заврши и вашиот последен слуговен ден кај глобалистите. И еден ден ќе мора и вие да одговарате, како и сите други кои што не доведоа до овој информативен мрак, анксиозна состојба, страв, неизвестност, очај. Медиуми, имајте на увид дека ние луѓето знаеме дека токму вие сте во првите редови, односно изигрувате генерали на сатанистичките војски кои се обидуваат да го истребат човештвото. Но за тоа во друга пригода. Денес, како што и најавено во самото видео, сакам да зборувам за mRNK технологијата. Тоа оваа технологија сакам да ја доближам до секој онај кој е заинтересиран да остане здрав, жив и небоцкан. Драги пријатели, тоа што Никола Тесла е за наизменичната струја, тоа е доктор Роберт Мелоун за mRNK технологијата. Значи, Роберт Валас Мелоун е таткото на mRNK технологијата. По професија не е шарлатан, баш напротив, тој е експерт, виролог, имунолог и микробиолог од најголем можен светски калибар. Со својата работа и изјавите против ботските, базирани на mRNK технологијата, станува еден од најнеомилените ликови на глобалистичките сили ширум планетава. Што тврди доктор Роберт Малон и зошто тој е неомилен помеѓу оние кои што ве убедуваат дека вакцината ве штити? Прво, ова го тврди доктор Роберт Мелоун. Боцката
предизвикува вирусот да стане уште поопасен и повирулентен, односно позаразен од претходно. Натаму, боцката носи до поголема инфекција на заразата. Роберт Мелоун тврди дека боцката е најлошиот кошмар што може да му се случи и на вакцинолозите и на избоцканите. Тврди дека мутациите се развиени и развиваат токму кај боцканите, а не кај небоцканите, како што Филипче и Караджовски ве лажат. Исто така, доктор Роберт Мелоун бара подхитно да се прекине боцкањето на светската популација. Зошто? Ајде, ќе почнеме од почеток. Глобалистите прво ни тврдеа дека боцките фактички ќе доведат до колективен имунитет на населението. Потоа ни тврдеа дека боцките се со 99,83% ефикасност. Исто така, ни тврдеа дека боцките се безбедни по нашето здравје и нашиот организам. Ни тврдеа дека ќе го истребат вирусот, дека вирусот повеќе ќе го нема, доколку се вакцинираме и постигнеме колективен имунитет. Ние, како Македонија, не сме нити Израел, нити Сингапур, нити Португалија. Тие се избоцкани над 90% од нивните популации. И таму се гледа дека боцките имаат 0% ефикасност. Како тоа? Па таму, боцканите со трета доза, односно, оние кои што примиле бустер доза, повторно и повторно се разболуваат од невидливиот COVID-19. Понатака, боцките не се безбедни по нашето здравје и живот, и тоа можеме да го видиме од милионите прилози на несакани ефекти кои кружат на YouTube и низ Фејсбукот, и на самиот крај, боцките не само што не можат да го истребат вирусот, туку токму боцканите развиваат во своите тела нови и нови мутации на вирусот. Напоменувам, ова се го говори доктор Роберт Мелоун. Значи не го измислувам јас само ви презентирам. Доколку барате докази, јавете се слободно, ќе ви доставам, ќе го слушате, ќе го гледате доктор Роберт Мелоун, кај што ги дава овие изјави. Од тука следи моето логично прашање до нашите македонски докторчиња, затоа што за доктор треба уште многу да учат. Докторчиња, ќе гукните ли нешто за тврдењето на доктор Мелоун, или пак и понатаму ќе тврдите дека тој е теоретичар на заговор, или дека е некој платеник за да го говори сето ова што досега го споменав. Дали ќе продолжите да не убедувате дека треба вас да ве слушаме, са збораме за Филипче и Караджовски, бидејќи се тие најповикани. Значи да ве слушаме вас, затоа што сте вие исправните, најдобрите и најучените. Меѓутоа, еве нешто што нити доктор Мелоун не сака да го каже, но јас се потрудив да го ископам по интернетот. А тоа се работи исклучиво за МРНК технологијата. Што е МРНК технологија? Значи,
Тоа е месенџер, односно курир или носител на информација на дезоксирибонуклеинска киселина, односно ДНК, кој секој човечки организам ја има. Не само човекот, сите животни, растенија, било се што е живо на планетава, има своја ДНК, дезоксирибонуклеинска киселина. За да стигнеме до неја, ќе мора да почнеме од почетокот. Најмалиот биолошки дел од човечкото тело се неговите клетки. Во секоја од клетките е сместена неговата, конкретно сас бидејќи изборуваме за човекот, човечка ДНК, дезоксирибонуклеинска киселина. Што представува ДНК? Таа е всушност информација со која се пренесуваат наследните особини на идното поколение, информација со која се реплицираат и обновуваат самите клетки и информација која клетка што да работи. Нема да влегувам во биологијата и анатомијата, за да не ве замарам, но сепак би сакал нешто да напоменам за да стани сето ова што го зборувам појасно. Ако е клетката најмал биолошки дел од организмот, тогаш збир на повеќе клетки со иста или слична работна карактеристика создаваат ткиво. Комбинација од едно, две или повеќе ткива прават орган. Да не напомнуваме са кои се што се органите во човечкиот организам. Склопот на сите органи го сочинуваат човечкиот организам. Значи, како што гледате, се потекнува од таа најмалата клетка и ДНК-та на самиот организам. ДНК-та, односно информацијата или задачата што и како клетките да работат, ја отчитува РНК, рибонуклеинска киселина, од ДНК-та во клетката, во секоја клетка поединечно и му задува команди на секоја клетка што и каква активност треба истата клетка да работи. Значи, РНК, рибонуклеинска киселина, е читач на информацијата, односно на ДНК-та. Нема да навлегуваме, знаете, во самите структури на ДНК и на РНК. Има многу што да се зборува, меѓутоа доколку ви интересира, отворете, изгуглајте, имате, ќе се изненадите какви не се податоци можете да најдете на Google. Све е достапно преку интернет. Во однос на COVID-19 пандемијата, еве ќе направиме една малечка симулација. COVID-19, како што милува да речат невидливиот нашите виролози, инфектолози и така натака. Значи, COVID-19, односно отровните честички, кои што сме ги вдишиле и ни внеле во нашиот организам преку воздухот, храната, водата и така натака, ги напаѓаат клетките. Значи, отровната честичка се обидува да влези во цитоплазмата, во јадрото на клетката. Со самото тоа, секоја клетка поединечно препознава дека е нападната и алармира, известува дека е извршен упад врз самата клетка. Конкретно, ДНК-та во секоја
клетка, има информација како и што треба да се прави во ваков случај, и РНК-та ја отчитува таа информација од самата ДНК и му кажува на клетките кои што се задолжени за правење на антителата, кои што да направат значи на клетки кои што се задолжени да прават антитела, кои антитела понатака ќе треба да се борат против отровните ковид честички. Што се случува сега? Доколку имунолошкиот систем, кој што е нападнат на нападнатиот човек, е јак, односно, доколку тој прави голем и соодветен број на антитела за борба против отровните честички, организмот ќе се избори, што се вели, на нога. Доколку пак организмот има послаб имунитет, од било кој причини не навлегуваме, тогаш самите клетки ќе создаваат помал број на антитела, кои нема да можат така вешто да се изборат со отровните честички, односно вируси како што ги викаат, и затоа ќе следува потешка форма на заболување. Доколку пак, во крајен случај, имунолошкиот систем е слаб или никаков, следи смрт, затоа што со многу малце или со комплетно недостаток на антитела не може клетките се одбранат од отровните честички, тие умираат и настанува смрт. Самиот имунолошки систем зависи од староста на човекот, староста на организмот, начинот на исхрана, чистата или валканата вода која што се конзумира, амбиенталниот воздух кој што го дишиме, од стресот, од стравот, од престојувањето во природата или конкретно од недостаток на минерали и витамини во самиот организам. Пак доаѓаме до доктор Мелоун. Зошто тој е толку споменува? Што измислил тој? Како измислил МРНК технологијата? Значи, тој ја измислил МРНК технологијата, односно измислил вештачки читач кој веќе има во себе вметната информација за правење на антитела против COVID-19, но со поголема бројност. Значи, МРНК, Messenger рибонуклеинска киселина. Таквата МРНК, која што е вметната во организмот, со помош на боцките, произведува антитела за одбрана од COVID-19. Дотука се е во ред и се е научно и феноменално откритие. Значи, замислете, го прескокнуваме нашиот имунолошки систем со МРНК технологијата и самата технологија ги возбудува клетките за правење на антитела кои што треба да се борат против COVID-19. Меѓутоа, за кратко време, исто како и Тесла, и Малоун знае дека неговиот изум, место да биде за доброто на човештвото, за општото здравје, тој знае дека истата технологија ќе се употребува за комплетната контрола и депопулација на населението по желба на имателот на изумот. Како и зошто? Па размислете малку. Доктор Роберт Малоун ни докаже на светот, дека медицината, микробиологијата и нанотехнологијата се отидени во за нас несватливо високи граници со невидени размери. Кога со МРНК технологијата може да се зададе информација за формирање на антитела
за борба против COVID-19, тогаш може, покрај таа информација за вештачката МРНК, да однесе самата МРНК до клетките било каква вештачка програмирана информација, со која би се нарушил самиот човечки геном, односно генетиката на организмот. Значи да повторам. Некој денес на планетава може преку боцки, апчиња, преку водата, храната, воздухот и така натака, да имплантира во нашиот организам се што ќе посака. Моментално живееме во време, невреме, јас би рекол. Ова се страшни времена, посебно за генетиката, а ние не познаваме речиси ништо од самата генетика. Врз нас доброволно се одвиваат експерименти кои досега никогаш не биле вршени ниту врз животни. Значи, да сумираме, мора да се информираме за се што се случува околу нас, посебно кога се работи за фармацевската, за здравствената индустрија и така натака. Не смееме да имаме верба во никого, затоа што од една страна го слушам, го читам и го гледам доктор Мелоун и кажува се што мисли за вакцините и нивните нуспојави, а од друга страна исто така ги слушам, ги читам и ги анализирам Филипче и Караджовски и гледам дека нешто не е во ред. Значи две спротивно диаметрални изјави на доктор Мелоун и на нашите задолжени за нашето здравје. Моја е работа што ќе прифатам за вистинско и исправно. Јас се одлучив за доктор Мелоун. Некој се одлучил за Филипчи и Караджовски, му верувал, меѓутоа да не навлегуваме во сето тоа. Следуше нешто. Не мора никој од вас да ми верува на се ова досега што изнесив. Оние кои што ќе го слушнат видеото, кои што ќе се заинтересираат и кои што ќе се подразбудат и ќе сакаат повеќе знаење за сето она што досега го изнесов, јавете се на мојот профил со порака во инбокс, јас ќе ви доставам докази, вакви или слични информации, посебно доктор Мелоун и така натаму. Секој со својот ум и резон може да одлучи дали Мелоун е во право или Филипче. Исто така, секој може да одлучи дали му е доволно трета доза или 17-та доза на отровната боцка. Дали е боцката здрава за него или смртоносна, секој може да се одлучи сам за себе. Тоа се е во ред, меѓутоа, ќе ве молам, немојте да одлучувате за вакцинирањето или невакцинирањето на децата под 18 години. Истите деца не се доволно зрели, мислам, не се полнолетни, за да донесат одлука со свој разум. Вие, зборувам за вакцинираните родители, ако од било која причина сте го направиле тоа, односно сте се боцнале еднаш, 2 пати, 3 пати бустери, пати сте се боцнале, тоа си е ваша одлука и секој би требало да ја почитува. Ваше е телото, ваше е изборот, ваше е животот и вие одлучувате што ќе направите со него. Меѓутоа, би ве замолил, оставете ги децата понастрана. Тие се иднината и обстанокот на самото човештво. Ако сгрешиме, ние невакцинираните или вие вакцинираните, ако се разболиме и ако умриме, никому ништо. Меѓутоа, мора да оставиме поколенија зад нас здрави, за да се продолжи човештвото.
Истото тоа го бара и доктор Роберт Мелоун и други виролози и инфектолози ширум планетава Земја. Тоа го бара, значи, сите разумни експерти од вирологијата, микробиологијата, генетиката и така натаму. Што е најважно за нас, како поединци? Најважно за нас е да бидиме информирани, да бидиме разумни, самите да одлучиме што е во ред, што не е во ред, и оние кои што не сакат да се вакцинираат, да бидат одлучни во борбата за своите права, слободи, за своите животи. Па, отприлика има многу што да кажеме, меѓутоа одлучив сите овие вакви емисии да траат околу 30 на минутки. Така ќе биде и овој пат. И еве на самиот крај би завршил со мојата омилена реченица. Браќа и сестри луѓе, останете живи, здрави и невакцинирани. Бог да е со вас и со вашите семејства. Би ве замолил на самиот крај да го споделите ова видео за да стигне до што поголем број на луѓе кои се заинтересирани за самата тема која што денеска ја елаборирав. Нашите доктори нека продолжат да ќутат. Секоја му чест. Не навлегвам од кои причини. Баш би сакал некој да ме демантира. Вие со вашето, јас со говорите на доктор Мелоун. Затоа што не знам зошто, меѓутоа страшно му верувам на човекот, а воопшто господине Караджовски вас или на господина Венко Филипче. Значи, додека вие ќутите, ќе се јавуваат вака луѓе како мене, кои што не се по професија здравствени работници, меѓутоа ќе се информираме, ќе читаме, ќе слушаме, ќе споделуваме во нашите подземни медиуми, затоа што никаде вакви работи не можете да слушните, да видите или да прочитате на некој од нашите национални медиуми. Тогаш, значи, некој од нас ќе мора да говори за вистината. Уште еднаш, браќа и сестри, останете живи, здрави и невакцинирани. Ви благодарам на вниманието, ви благодарам што одвоевте 30 минутки да ја дознаете вистината. Се гледаме во наредна пригода.